Site zemni osnovi, kje se razniša, sinovi na Svevišnji od, kje umrete kako luge, kje pagjate kako sekoj knez, Isus kje sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite me pravedno, pogrevo pristrasno. Ne pazite na siromah, praveden i beden. Sinovi na Svevišnji od, kje umrete kako luge, kje pagjate kako sekoj knez, Isus kje sudi nas ide. Prosti mi, se odkažav od grevo od smrten, Tatko moj nebesen, Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe, Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe, mir vam. Isus je kažu ona molitva, molite se vaka, u Evangelije po Matej, 5. glava, Tatko moj koji si na nebesata. Znači nije zboruvame za nebesen Tatko. Дека сите ние сме негови деца и дека се создал тој и тој го познава нашето срце. По Божиот образ не создаде, ни даде право на слободна волја, да ја избереме љубовта, да ја избереме љубовта на Исуса, да се вратиме во духовното царство, на небесата. Исус вели ви приготвив место. Нема да ве оставам сираци. Имам една песна која слезе. Нема да ве оставам сираци, одам да ви приготвам царство. На, не плаши се, само верувај, останувам во твојата љубов. Марко 13 глава. Ако го излегуваше од храмот еден од учениците негови. Знаете што е најинтересно? Ова слово го напишал Семокниот Бог, ни го дал од духовен јазик, од небесниот јазик, од ангелскиот јазик, го напишал и ни оставил порака како да се вратиме кај него. Го испрати својот син Исус, ја пролеа својата крв за секого од нас, го отплати нашиот грев, ни дава почетна позиција, ни дава сила да станеме синови Божји, да станеме синови, а да разберете и ќерки Божји. Овој духовен јазик, словото е дух. Знаете, зборовите што ви ги кажав се дух и живот. И ние треба да го разбереме. Ние раскажува на безброј начини патеката на љубовта. Преку параболи, преку слики, преку метафори. Како на мали деца. А ние сепак јадеме од дрвото на познанието на доброто и на злото. Нете имате проблем, имате болка, телесна, која е аларм во вашето тело. Да ве подсети дека треба да побарате помош од Божјото царство, од Исуса. И вие не барате, одите по доктори.
Ке помине време 30-50 години, ќе го раздадете целиот свој имот по доктори, а не се обраќа дека единствениот доктор, Исус Христос. Исус, имам потреба, ме боли раката, ногата. Дојди во моето срце, се покајувам за секој грев. Им простувам на сите, никого не осудувам. Те повикувам, дојди во моето срце да ми покажеш како да се вратам во Божиото царство на небесата. Марко 13 глава, ако го излегуваше од храмот. Од кој храм? Еден од учениците негови му рече: телото е твој храм. Телото е храм на Светиот Дух, храм е и црква која е изградена, синагога. Учителе, гледај какви камења и какви градби. Исус пак му одговори и рече: ги гледаш ли овие големи градби? Ниту камен на камен нема да остане овде што не ќе биде урнат. Значи, градби, камења, се ќе биде урнато, ново небо и ново земја. Значи, првиот свет помина низ вода, имаме виножито кое го користат LGBT, сатаната, за да го исмее Господ. Тоа е подписот на Бог, на семокниот татко, дека нема повеќе да има потоп. А вториот свет, ова што сме ние, сега ќе помине низ оган, низ огнот на љубовта. Значи, не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и раѓата. Собирајте си богатство на небесата. Како се собира богатство на небесата? Па со враќање, возвраќање со љубов. Ако еден те удри по едниот образ, завртимо го и другиот. Благословувајте ги оние што ве колнат. И Исус им вели: ниту камен на камен нема да остане овде што не ќе биде урнат. Овој свет ќе помине низ оган. А кога седеше на Маслиновата гора, 13, Марко 3, спроти храмот. Кој храм? Го прашаа насамо Петар, Јаков, Јован и Андреј. Вашето тело е храм на Светиот Дух. Може да биде. Чувајте ги вашите тела и души чисти, скапо сте платени, им вели Исус. Кажи ни кога ќе биде тоа и кој е знакот кога ќе се сврши сето тоа. Луѓето се врзани овде во време, простор и све, се одредуваат датуми, годишнини, слават денови, празници. Знаете, за мене, за вас времето секогаш е годно, вели Исус. Секогаш е годно, што да действуваш во љубовта, да се усовршиш во љубовта, да љубиш како Исуса. Кажи ми кога ќе биде тоа, кој е знакот кога ќе се сврши сето тоа. Петар, Јаков, Јован и Андреј. Исус, одговарајќи им, почна да зборува: чувајте се да не ве прелаже некој. Кому му служиме ние и зошто живееме? Тоа е битен момент. Живееме само на земја за да го избереме Исуса. Сето друго се состојби на помали состојби на Божиот царство, например семејство, односи, на работа, дома, за да разбереме како треба да ја почитуваме Божијата заповед: љуби го својот ближен како себе си. Љуби го Господ својот Бог, но како што го љубиш својот ближен, ако не го љубиш својот ближен кога си го видел, како ќе го љубиш Бога кога не си го видел? Да се љубите како што и јас. Кој е тој јас? Исус, во кого пребива семокниот Бог, ве возљуби. Чувајте се да не ве прелаже некој, зашто мнозина ќе дојдат во мое име, во името на Исус, говорејќи дека сум јас, и ќе прелажат многумина. Гледате што се случува во камен на камен, што нема да остане во големите градби, во големите заедници, во големите цркви. Дали таму ја има љубовта Исусова? Вие самите можете тоа да го видите. Не ви се потребни духовни очи, тоа на телесно ниво се гледа. А кога ќе чуете, значи ќе говорат дека се од Него, од Исус, за војни и гласови за војни, не плашете се, зашто сето тоа треба да се случи, но тоа се уште не е крајот. Љубовта изладува, бидејќи ќе се дигне народ против народ. Погледнате состојбата во Македонија, Грци, бугари, албанци, до некаде понатаму и претходно и Срби, Европска унија и НАТО против македонскиот народ, царство против царство, и на некои места ќе има земјотреси, сите се против. Само Исус запишал Македонија, македонци, благодатта Божја дадена.
на црквите македонски. Но кои се црквите македонски? Заедниците македонски, зашто македонците да не се посрамат македонците, зашто немаше ништо да ве прими освен вас самите. Освен вас самите, кога дојдовме во Македонија, немаше никој да не прими. Македонец кој ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Те сакам, Господи Исусе Христе, тоа е почетокот на страдањата, ќе се дигне народ против народ, царство против царство, а на некои места ќе има земјотреси, глад и метежи. Тоа е почеток на страдањата. Љубовта ќе излади, го немаат Исус, лажните евреи, сатанската синагога, заедници кои велат дека се од Исуса не се, бидејќи немаат љубов, бидејќи го немаат Исуса. Но вие чувајте се, зашто ќе ве предаваат на судови и по синагогите ќе ве бијат и пред управници и цареви ќе бидете изведувани заради мене за сведоштво пред нив. Знаете, се собраа да ме обвинат, зошто зборувал на учениците. Ги учел по еден дел од знаењето, духовно знаење од Светото Писмо. На една од пријателите кои потоа се отвори рече, ајде сите да се здружиме против него. Против кого? Против Исус. А не им пречи дрога, алкохол, блудство. И кај сите народи најнапред треба да се проповеда Евангелието. А Евангелието, сведоштвото е ова, дека Бог, Отецот ни дарува живот вечен. И тој живот е преку Неговиот Син. Камен на камен нема да испадне. Од вавилонските кули, од зидарите, од организации и сите цареви и власти ќе паднат пред нозете Исусови. Како што и ние еден ден, за да го примиме, паѓаме пред Него, коленичам пред Твоите нозе. Исусе, те молам да ми ја исцелиш ракава, ногава, главава. Им простувам на сите, никого не осудувам. Те повикувам, дојди во моето срце и помогни ми. А кога ќе ве поведат за да ве предадат, не грижете се однапред што ќе говорите, ниту размислувајте, туку она што ќе ви се даде во тој час, тоа кажете го. Како може да ти се даде ако не си го примил Исус, ако не си му го предал Исус на животот? Нека биде волјата Твоја. Исус ја извршуваше волјата на Отецот. Не зборуваше од себе, не чинеше дела од себе, се молеше во името на Отецот Небесен, а ние во името на Исус го молиме Отецот Небесен за исцелување на сите оние што ќе речат, Исусе, дојди во моето срце. Ниту размислувајте она што ќе ви се даде во тој час. Значи, кога излегувам да зборувам, чекам Духот да зборува низ мене. Тоа кажете го. Не сте вие што ќе зборувате, туку Светиот Дух. Луѓето не го разбираат тоа, што значи тоа. Исус не кажа ни еден збор, ни еден глас, ни едно дело не направи од свое име. Чашата ја пиеше, горката чаша што му ја даде Отецот. Не како што сакам јас, не како што сакаш ти. Нека биде волјата Твоја, Татко мој. А вие треба да возвратите со љубов. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат, бидејќи тие се завладеани од сатаната, тие се духовно слепи. Сатаната ги сее како пченица. Вие треба да победувате. Ние треба да победуваме со љубов та Исусова. Амин. А кога ќе ве предадат, за да ве предадат, значи и брата ќе предаде на смрт. И татко чедото свое. И ќе се дигнат децата против родителите и ќе ги предадат на смрт. Ќе бидете намразени од сите. Ќе бидете намразени од сите заради моето име. Но кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Претрпивши
že do konca spasecija. Što da pretrpiš? Trpeljivo podnesувaj навреди, да испиеш горката чаша, да се предадеш во Исусово владение, да победуваш со љубов, да го завртиш и другиот образ, да ја дадеш и кошулата и облеката, да одиш 10 милји ако треба, да действуваш, да бидеш ловец на луѓе за Исуса, да се молиш, трпеливо да поднесуваш навреди. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат, лажно се сведочат, ќе зборуваат против вас заради Исус, заради мене. А кога ќе видите дека гнасниот пустошник за кого говори пророкот Данаил, и луѓето сега ќе читаат и ќе размислуваат што значи тоа, а таму на едно место вели: не филозофирајте, не мудрувајте повеќе од она што ви е дадено. Држете се за љубовта Исусова. А кога ќе видите дека гнасниот пустошник за кого говори пророкот Данаил стои каде што не треба. Каде тој стои? Па во црквите, во лажната синагога. Оние кои велат дека се евреи, а не се, сатанска синагога. Тоа е заедницата Исусова. Таму ќе стои тој. Таму веќе стои. Кој чита, нека разбере тогаш. Како ќе читаш ти? Со камени слова, со камени градби, со камени плочи? Не, со живи слова во срцето. Ако Исус живее во твоето срце, ако пребиваш во Исуса, ако тој пребива, кој пребива во мене, пребива во љубовта, тогаш ти ќе разбираш. Тогаш оние што се во Јудеја, нека бегаат по планините. Може би затоа сум јас овде во оваа планина. Често доаѓам тука, не бегам. Имам мир да го слушнам Отецот преку Исуса што ми зборува, и кој е на покривот да не слегува во куќата, ниту да влегува да земе нешто од куќата своја. Која куќа? И кој е на нива да не се враќа за да ја земе облеката своја. Но тешко на бремените и на оние што дојат во тие дни, туку молете се: Исусе, дојди во Македонија и помогни ми, дојди и помогни им на сите оние за кои се молевме деновиве во молитвената група. Отвори ги нивните срца, исцели ги оние што имаат болки, болести и страдања. Молете се бегањето ваше да не биде зиме, зашто во тие дни ќе има неволја каква немало досега од почетокот на светот, што го создаде Бог светот. Ова се создал мојот татко, а и нема да има. Без Исус не можете да издржите. Ако Исус не живее во вашето срце, ако не јадете од дрвото на познанието на доброто и злото, ако не сте Каин кој го убива Авела, ако не сте вавилонци и зидате кули и камен на камен нема да остане, ако не сте сатанска звирштина, сакате да бидете највисоко, вие да бидете Бог, вас да ве слават, Исус дојде да им служи на сите. Прави и ти така, брате и христијанине. И ако Господ не ги скрати тие дни, тогаш никој не би се спасил. Но заради избраните, добриот пастир оди по овцата додека не ја најде, по овца загубена. Но заради избраните кои ги избра тој, не можете ништо да земете ако не ви е дадено од небото. Ги скрати дните. Тогаш еве ви, ако ви каже некој: еве овде е Христос, или ене таму е, не верувајте. Христос живее само на едно место. Духот во вашето срце. Духот не онде е Христос, не таму е во градбите, во камењата, во вашето срце, во твоето срце. Ако го примиш Исуса и почнеш да се усовршуваш во љубовта, и ги љубиш сите, и ги благословуваш сите, и се грижиш за сите, и се молиш за сите, и ја даваш душата своја за браќата, и одиш по загубените овци, и стануваш ловец на луѓе, и работиш за Царството Небесно, и собираш богатство на небото, зашто ќе се појават лажни Христоси, лажни пророци, ќе покажат знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно,
и избраните. Одредени чуда во одредени згради, институции, одредени луѓе кои мислат дека исцелуваат, наплаќаат, одредени исцелувања. Ако не се во името на Исус, ако не се во името на Исус, ако не гледате љубов во срцата, ќе се појават, тоа се лажни Христоси, лажни пророци, доктринарни цркви, поделено ткиво Исусово, обредни действија кои немаат врска, зашто обредот, единствен обред е да ја дадеш душата своја за браќата, односно да ги љубиш сите живи тела во богоугодна жртва во Исуса Христа. Милост сакам, а не жртви. Милоста во судот се пофалува, но вие чувајте се, браќа Исусови. Се однапред ви кажав, Исус ќе ви зборува во срцето, не да зборувате од свое име, не да судите вие, не вие да бидете жетварот, вие сте сејачи на Словото. Ако е во дух, ако не, Словото убиваат, а духот оживотворува. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот, вели Исус. Не можете да ги разберете телесниот човек, не го разбира духовното. Ако меѓу вас има кавги, завис, расправи, се уште сте телесни. И не го разбирате Светото Писмо. И тогаш сте вие во лажна синагога, во сатанска синагога, во збирштина. Во тие дни и поневолите, сонцето ќе се помрачи, месечината нема да ја дава својата светлина, звездите ќе паѓаат од небото. Имате звезди на небото, имате лажни звезди, кои се овде звезди на земјата, за кои се чува дното на пеколот за секогаш. И силите што се на небото ќе се разнишаат. Поднебесните сили на злото ќе се разнишаат. Тогаш ќе го видат Синот човечки, кој е Син Божи, кажан е Син човечки, за да разбереме, бидејќи сме ние синови човечки, треба да станеме синови Божји, да ја следиме патеката на Исуса Христа. Слава ти, Господе Исусе Христе. Тогаш ќе го видат Синот човечки, Синот Божји, како иде на облаци со голема сила и слава. Значи, не дојдов Евангелието да ви го проповедам во убави зборови, туку во сила. Не ги познавате зборовите Божји, ниту нивната сила, неговата сила, слово со власт и сила, како доаѓа на облаци со голема сила и слава. Слава ти, Господе Исусе Христе. Тогаш тој ќе ги испрати ангелите своји. Ангелите своји, имате ангели на сатаната, демони, и ќе ги собере своите. Ќе ги собере своите избрани од 4 ветра во дух, од крајот на земјата до крајот на небесата, до крајот на светот, и ново небо и нова земја. Не плаши се, мало стадо, одам да ви приготвам место. Слава ти, Господе Исусе Христе. Научете ја параболата од смоквата. Кога незините гранки се подмладуваат и пуштаат лисја, знаете дека е близу летото. Па така и вие, кога ќе видите дека сето тоа се случува, знаете дека е близу, пред врата доаѓам, скоро, дојди, светол Исусе, ете доаѓам скоро, нема да ве оставам сираци, нема да ве оставам сираци, одам да ви приготвам царство. На, не плаши се, само верувај, останете во мојата љубов. Вистина ви велам, нема да помине овој род. Кој род? Овој род што сте сега на земјата, додека сето тоа не се случи. Небото и земјата ќе поминат, зборовите мои нема да поминат. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Не моите, овие на мојот Отец, на мојот Татко Небесен. А за тој ден и час никој не знае, ниту Синот,
само Таткото наш небесен. Нека биде волјата Твоја, Оче, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце. Те сакам, Господе Исусе Христе. Внимавајте, бидете будни и молете се. Ние зборуваме за сон. Таа не е умрена, вели. Спие. И ја воскресна. Бидете будни, им вели, тие заспиваат. Стани ти што спиеш. Ти си тој. Спиеш, таму си седнал нешто, работиш, маткаш. Како црв, каде што нивниот црв не умира, а огнот не сопери. Има еден стих. Си се врзал за земјата, дремеш во некоја заедница. Пееш песнички, се молиш, а не си ловец на луѓе, зашто не знаете кога ќе биде часот. Бидете будни, будни, како човек кој заминува, кој заминувајќи, ја остава куќата своја и им дава власт на слугите своји. Слава ти, Господи Исусе Христе, секому своја работа. На вратарот му заповеда да биде буден. Дали ти работиш за себе си, за себе афирмација? Создаваш нешто, твориш, уметник си, правиш или работиш за Бог? Кој ја бара славата на оној што го пратил? Или работиш за себе афирмира, или ја бараш славата на оној што ме пратил? Јас не ја барам својата слава, туку на оној што ме пратил. Слава ти, Господи Исусе Христе. Бидете будни, зашто не знаете кога ќе дојде домакинот на куќата. На која куќа? На тоа што сте вие, вашето тело, во која има душа, во која вдахнат дух. Приквечер ли или на полнок, или петлите кога ќе пропеат, или наутро, па да не дојде ненадејно и да ве затече да спиете. Што ви зборувам вам? Им го зборувам на сите. Бидете будни. Бидете будни во Исуса. Не сте дојдени овде да си го терате својот живот, да си храните душата. Дојдени сте единствена причина да повикате кон Исуса, да го изберете Исуса, да се вратите во припадност, бидејќи домакинот на куќата. Вие сте грне. Грнчарот е семокниот Бог, кој создал се, и мене ме создал, и вас ве создал, и се во овде. И тој ќе дојде и ќе ве праша што направивте. Го закопавте денарот во земја, си живеевте само за себе, вашиот дар, и потоа ќе ви го земе и тоа што го имате, бидејќи не е ваше. А ако сте направиле 5-10 денари, сте го умножиле, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Ти благодарам, Христосе. Слава ти, Исусе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Што ви зборувам вам? Им го зборувам на сите. Бидете будни. Татко мој, болен си. Ти благодарам што ми ги даде овие слова. Со власт и сила да изрекувам живот во сите оние што ќе речат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце. Болен си, те мачи нешто. Имаш стравови, одиш на лекар, одиш телесно, болниците се полни, пиете лекови. Јас ви кажувам за еден витамин Л. Појди кај Господа Исуса Христа. Исусе, само да се допрам до неговата облека, ќе се исцелам. Исусе, го повикувам Твоето име. Дојди во моето срце и помогни ми. Исцели ги моите раце, нозе, уши, што имате проблем. Предавам се во Твоите раце. Сакам да бидам син Божји, да Ти служам и да Те славам. Ги благословувам сите оние што ме колнат. Се молам за оние што ме навредуваат, им гонат. Им простувам на сите. Ги љубам сите. Се покајувам за секој грев. Ја избирам љубовта Исусова. Слава ти, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Со двоостар меч
и мечот на духот. Во името на Исус ги раскинувам сите пранги што сатаната ќе фрли врз мене, врз моето семејство, врз мојата заедница, врз твојата и мојата Македонија, врз целата земја. Господи Исусе Христе, Ти си цар, Те сакам, Исусе, газам на змија и скорпија, и лав и змеј убивам, и змија и отровница нагазувам, и победувам со Исуса Христа. Напред, Армакедонци, мир вам, до Божјо Царство Небесно. Исус напред, ние по Него. Амин. Слава Ти, Татко Небесен, Те сакаме, Исусе Христе. Амин. Не знам, не разбирам, но Те народат сите земни основи ке се разнишат. Синови на Всевишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез. Исус ке суди на сите. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред Тебе и пред небото. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешев пред Тебе и пред небото. Судите неправедно, во гревот пристрасно. Не пазите на сиромах, праведен и беден. Синови на Всевишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез. Исус ке суди на сите.